Во рутинска контрола без дојава македонските цариници уловија на граничниот премин Табановце по голема количина марихуана. Според анализите, дрогата е високо квалитетна, во што можеше да се увери и екипата на ТВ21. Секако не искуствено, туку миризбата беше исклучително силна и удираше во глава. Поради силната миризба, првиот човек на царина Бобан Николовски експресно сака да се ослободи од дрогата, бидејќи иако била сместена во подрумот на управната зграда, миризбата се чувствувала низ целиот објект. Овие 130 килограми марихуана, наместо да бидат испавкани во Европската унија или во регионот, ќе завршат во Агенцијата за одземен имот. Потоа, по завршување на судското рочиште, ќе бидат уништени овие килограми, кои што вредат околу 700.000 евра. Шверцерот кој бил фатен е српски државјанин. Прво им кажал на цариниците дека во комбето нема роба за царинење, пошто откако се откриле торбите, рекол дека во нив има цигари и понудил мито. Цариниците ги одбиле парите, ја откриле дрогата и полицијата го уапсила возачот. Против возачот јавното обвинителство почна постапка и заедно со царината го комплетираат случајот. Инаку раководството на царина вели дека пред неколку недели се дадени инструкции за поголема будност на граничните премини. Разговаравме едно 2-3 недели пред ова и еве ги првите резултати. Значи направивме селективност каква што мислевме дека во овој период треба да се направи и еве ги првите резултати. Се надеваме дека ќе продолжиме со ваква ефикасност и благодарност до колегите што постапиле по насоките од нивните предпоставени. Николовски вели дека е водено сметка дека овие 130 килограми не се мамка, односно да бидат пуштени за да бидат уловени, а веднаш после тоа да бидат прошверцувани по големи количини дрога. Вели дека оваа количина е големо количество, кој не се жртвува така лесно за да биде фатено. А по однос на ова, верувајте дека знаеме што работиме, колегите царински службеници знаат што работат, го обезбедуваме ние граничниот премин во секој кога имаме вакви фатки, знаеме што правиме и на другите ленти, значи се работи квалитетно. Откако ќе заврши судскиот случај, дрогата ќе се изгори во некој од електропечките во државава.